Прв приоритет на Таравари е да договори настап на локалните избори за градоначалничките функции со вреди, велат партиски извори, но разговорите не одат лесно. Едно е сигурно, ако Таравари договара настап со ДУИ, ќе излезе од владата. Со вреди за поддршка на градоначалничките кандидати, но разговорите не одат лесно. Извори блиски до актуелниот министер за здравство за Сител велат дека негов прв приоритет е да се најде простор за договор со довчерашните партнери. Одлуката за самостоен настап на советничките листи останува, за преговори со вреди партијата веќе го овластила вице-премиерот Арбен Фетај. Од крилото на Таравари за Сител велат дека до овој момент разговори со ДУИ нема, но доколку Таравари замине во опозиција, тогаш партијата ќе мора да најде партнер со кој би си дала поддршка на изборите, а ДУИ би бил прв на листата. Нашите извори не се баш оптимисти дека Таравари ќе добие поддршка од вреди, а во таа насока и реакцијата на вице-премиерот Меджити на социјалните мрежи. Дадениот збор Беса е еден од главните столбови на кодексот на честа кај албанците. Беса е верност, честност и одговорност кон дадениот збор. Човек кој дава беса морално и духовно е обврзан да го одржи тоа ветување, дури и ако тоа го чини многу. Кога дадениот збор е прекршен, лебот е скршен. Лебот што се крши не се лепи, ниту со последователни средби, ниту со едномесечен рок, затоа што зборот не е само ветување, тоа е гаранција за чест која историски била помоќна од било кој правен документ, порача Меджити. Во ВМРО ДПМН не откриваат многу детали од вчерашната средба, освен дека поминала во конструктивна атмосфера. Средбата заврши во конструктивен дух, разговорите продолжуваат. Во текот на овој месец ќе се знае иднината за функционирањето на алијансата на албанците на господинот Таравари. Претседателот Мицкоски мислам дека на средбата ги потврди веќе јавно изнесените позиции. Рокот од месец дена кој си го дадоа Мицкоски и Таравари за договор се поклопува со роковите во кои партиите најавија дека ќе ги промовираат своите кандидати за локалните избори. Александар Спасовски, Сител телевизија. ДУИ обвини претседателката Давкова дека избрала да биде дел од партиската поларизација со изјавата дека нема потреба од предвремени избори ако Таравари ја напушти владата. Предвремени избори бараат и од турската партија од Европскиот фронт. Од ВМРО ДПМН е вела дека и при евентуално излегување од власта на пратениците на Таравари, парламентарното мнозинство е стабилно. ДУИ остро реагира на ставот на претседателката Силјановска Давкова дека нема потреба од предвремени парламентарни избори ако Таравари го напушти парламентарното мнозинство. Таквата изјава, според Демократската унија за интеграција, значела подкопување на мултиетничкиот карактер на државата. Силјановска многу лесно ја напушти клучната улога која претседателот на државата треба да ја има, да биде фер арбитрар на различните политички позиции, со цел да ги обединува сите граѓани, без разлика на нивната етничка, политичка или било каква друга припадност. Наместо обединувач, таа избра да биде дел од партиската поларизација. Барање за предвремени парламентарни избори има и од коалиционите партнери на Европскиот фронт, предводен од ДУИ. Според турската партија постоело незадоволство кај граѓаните, па на избори бара да се изјаснат кој ќе ги представува во владата. Самиот Арбен Таравари призна дека 70% од гласачите нема доверба во нив, дека не се ценети во нивните коалициони редови и ние повикуваме, еве, доколку се вака, на предвремени избори, па да видиме кој фронт ќе биде тој искрениот фронт што нашите граѓани и гласачи очекуваат од нас. Од владеачката ВМРО ДПМН велат дека и при евентуално излегување од власта на претениците на Таравари, парламентарното мнозинство е стабилно, иако како што велат, не очекуваат сите 5 да седнат во опозицијските клупи. Ако сакаат да продолжат со реформската агенда на владата, просторот и вредностите се тие кои што се и треба да се знае на која страна ќе се застане. Доколку сакаат да се вклучат на оние ретроградни сили кои што 20 години ја криминализираат државата, тогаш нема простор во владата за таквите политичари кои што сметаат дека можат од една страна да прават реформи, но од друга страна да се вклучуваат заедно со оние кои што ја донесоа државата на оваа реч. Силјановска Давкова вчера изјави дека непотребни се предвремени парламентарни избори, бидејќи има стабилно парламентарно мнозинство и функционални институции. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Асмир Јаховски, собственикот на Пуцко Петрол и осомничен во случајот за перење пари и злоупотреба на службената положба, ќе се брани од слобода.
Апелациониот суд Скопје на нејавна седница ја уважи жалбата на неговите адвокати и го укина притворот, што претходно му беше одреден од кривичниот суд. Судот ја прифати понудената гаранција во вредност од околу 2 милиона евра, односно 60 милиони денари хипотека на недвижен имот и 72 милиони денари во готово, сума што одговара на претпоставената штета во предметот. Покрај укинувањето на притворот, Јаховски доби и мерки на предпазливост, обврска редовно да се јавува во судот и одземање на патната исправа и забрана за издавање нова. Судот ја донел оваа одлука имајќи ги предвид предлогот на обвинителството за организиран криминал и мислењето на Вишото јавно обвинителство кои дале согласност да се прифати гаранцијата. А владата ќе земе кредит од 5,5 до 6 милиарди евра со цел изградба на инфраструктурни проекти. Парите ќе се позаемат од моќна европска држава која засега не се открива. Според ВМРО-ДПМН, задолжувањето нема да го зголеми јавниот долг, бидејќи кога сите тие средства ќе влезат во градежништвото, по економската логика ќе бидат триплицирани за целиот тој обем. Владата ќе се задолжи помеѓу 5,5 до 6 милиарди евра. За 2 до 3 недели ќе се склучи меѓувладин договор со моќна европска држава, со чии пари ќе се градат инфраструктурни проекти. Парите не би се повлекле наеднаш, туку во неколку транши, а за првиот циклус за локални, регионални и експресни патишта од половина до 1 милиарда евра. Пратеникот од ВМРО-ДПМН е Стојановски. Не откри детали од која држава ќе се земе кредитот, но вели дека е со многу поволни услови. Според него, ова задолжување нема да го зголеми јавниот долг. Тоа што е важно дека нема да го покачат јавниот долг, бидејќи на тој начин кога сите тие средства ќе влежат во градежништвото, по економската логика и економската наука ќе бидат триплицирани во целиот тој обем и како ќе се качува бруто домашниот производ, така очекуваме со овие средства и овие инвестиции и јавниот долг да се намалува. Станува збор за екстра поволни услови на финансиски пакет кој што повторно ќе бидат склучени со владата на една силна западна европска држава. Покрај за патишта со парите ќе се градат и здравствени капацитети, а ќе стартува и брзата железничка пруга од Табановце до Гевгелија, која ќе вози до 160 км на час. Конечно почеток со брзата пруга коридорот 10 од Табановце до Гевгелија, со која што би требало карго транспортот да биде пренесуван со брзина од 110-120 км на час, додека патниот трансфер на патници на сообраќај треба да оди со 160 км на час и некаде ова ќе чини од 3 до 3,5 милиарди евра. Конечно завршување на универзитетската болница, односно клиничкиот центар во Штип, изградба на комплетно нова болница во Кичево, како и реконструкција на операционите сали и 2 нови одели во болницата во Тетово. Минатата година државата се задолжи милиарда евро од Унгарија. Со половината од нив се врати старата евроврзница од 2017 година, а останатите се поделија по 250 милиони евра доби општините и 250 милиони евра бизнисот. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Матурата почнува на 31 мај. Дали ќе се полага во сали или училници? Дали ќе има блокатори на мобилни телефони и санкции за препишување во живо? Ја прашувам Габриела Лескова. Валентин, добро вечер. Оваа година 15.004 средношколци ќе полагаат државна матура. Од Државниот испитен центар за Сител информираа дека течат последните подготовки пред положување на првиот екстерен испит кој што ќе се одржи на 31 мај, а вториот на 11 јуни. Сега се поставува прашањето каде практично ќе се полага државната матура. Оние матуранти кои што учат во училишта, кои што имаат големи спортски сали и широки ходници ќе полагаат токму во нивните училишта. Меѓутоа, оние матуранти кои што учат во училишта, кои што не располагаат со волку големи просторни услови, ќе мора да прошетаат до амфитеатрите на факултетите за да го завршат својот последен испит, а сега што се однесува до правилата, тие не се изменети од минатата година, забранети се мобилните телефони, а еден набљудувач ќе надгледува 15 ученици. Што се однесува до блокаторите на електронските уреди, тоа станува само уште една добра идеја која што и годинава нема да биде спроведена. Во продолжение да ги видиме деталите. Се прават последните подготовки за државната матура. Годинава 15.004 средношколци ќе седнат на жешкото столче за да полагаат. Ако сте матурант во училиште кој располага со голема спортска сала или ходници, тестови од 31 мај ќе решавате во голема просторија каде што учите. Но ако учите во училиште со мали просторни услови, ќе прошетате до некој од амфитеатрите на факултетите за завршниот испит.
сите оние училишта кои што немаат просторни услови да го направат истото врз основа на поставеното правило, ќе реализираат државна матура на високообразовни институции. Во градовите низ натрешноста не имаме значително помал број на ученици, а имаме големи физкултурни сали. Така што една физкултурна сала собира доволен број на ученици за да може да се организира просторот согласно правилникот. Правилата се исти како и лани. Надлежните одлучија да не воведат дополнителни мерки за да се спречи препишувањето меѓу учениците, кој прерасна во јунска традиција. Еден наблюдувач ќе надгледува 15 ученици. На матурантите не им се дозволени мобилни телефони. Директорката на учениците им порача смартфоните да си ги остават дома. Сега, оваа година, одиме на овој начин, со тоа што мобилните телефони не се дозволени во просториите. Мобилен телефон нема ниту тестаторот, ниту ученикот. Ќе има посебни места каде што тие ќе бидат оставени, а најдобро е тие денови да бидат и заборавени во домовите на учениците. Полагањето на државната матура во 2023 година остана запаметена по групата на Вибер во која членувале ученици кои препишувале за испитот по предметот англиски јазик. Матурантите препишувале и лани, исто така со формирање на Вибер групи. Идејата за блокатори за мобилни телефони нема да се спроведе и годинава, но директорката на Државниот испитен центар не ја исклучи можноста за поставување на вакви уреди за во следните години. Гавриела Лескова, Сител телевизија. Габриела, за крај за подсетување колку предмети полагаат матурантите? Матурантите полагаат вкупно 4 предмети, 2 екстерни, 2 интерни. Екстерните предмети се под надлежност на Државниот испитен центар, како што напоменав и во воводот на оваа вечерна анализа. Првиот ќе биде на 31 мај, а вториот на 11 јуни. Се полага мајчин јазик, а вториот ќе биде изборен математика или пак англиски јазик. Да, Габриела Лескова во живо за предстојната матура во средните училишта низ земјава. А зградите на Финки и Факултетот за физичка култура ќе се доградат откако ќе биде направена стручна анализа од работната група. Тендерот за изградба се очекува да биде објавен на крајот на годинава или почетокот на следната. Тоа нема да не чини денар, бидејќи деканот на градежниот факултет заедно со УКИМ одлучија тоа да го направат како добробит за студентите и за целото општество. Инаку, кога тоа би одело на јавен повик, а е огромен проект, веројатно би чинело бескрајно многу средства. Најлоша варијанта од се е овие објекти да останат во состојба во која што се, за кои што се потрошени сериозни средства, а со тек на време пропаѓаат. Финки е еден од најголемите факултети на нашиот универзитет и воопшто во државата, со некаде над 5000 студенти кои што во моментов се распределени во капацитетите кои што УКИМ ги има во техничкиот кампус и се разбира зградата за факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Во моментов тие се сместени на својата локација, меѓутоа канцелариите, објектот во кој што е сместен факултетот се уште во субстандардни услови. Стоиме на располагање со нашата комплетна логистика и со нашиот човечки потенцијал и кадар да излеземе максимално во пресрет и да дадеме се од себе за конечно да студентите, како што напоменав, добијат соодветни услови за студирање. Следните вести се во 23, до тогаш останете со програмата на Сител. Пријатно.